Здравјте, во новото издание на вестите на YouTube каналот Macedonian Information Center. Додека војните избеснаа по Персискиот залив и на степите низ Украина, според премиерот на Република Македонија Христијан Мицкоски изјави дека состојбата во државата е стабилна, а владата внимателно ги следи предизвиците пренесено на Македонија. Понатаму во изјавата на премиерот Мицкоски се вели дека сите актуелни случувања во Блискиот Исток се уште се во почетна фаза, но македонската влада внимателно ги следи предизвиците и е спремна да одговори на предизвиците поврзани со поскапувањето на цените и снабдувањето со нафтени деривати. Понатаму премиерот Мицкоски изјави дека е можно да се надмине проблемот со транспортерите кои патуваат во Шенген зоната и со тоа што ќе им се издаваат годишни визи со повеќе кратен влез на превозниците во ЕУ пренесено на Македонија. На прашањето дадено на денешната конференција за печатот до премиерот на владата Христијан Мицкоски околу предлогот Ненад Савевски да биде предложен за нов републички јавен обвинител, на тоа прашање премиерот Христијан Мицкоски одговори дека по прегледот на биографиите на сите кандидати кои биле анализирани, како и заклучоците на Советот за јавни обвинители по конструктивна дебата во владата, се одлучи да го достави предлогот на Ненад Савевски до собранието каде треба да се гласа, пренесува Нетрес. На денешната 538 седница на Судскиот совет е заклучено дека постојат сомнежи за нестручно и несовесно постапување на судија до Апелативниот суд Скопје, поради неразумно одложување на судски постапки што резултирало со апсолутна застареност на предметите пренесено на Македонија. Понатаму на денешната седница на Судскиот совет се усвоили извештаите на работните групи по извршените увиди во Основниот суд Тетово и во апелационите судови во Гостивар и Скопје. При увидите се пронедени докази за неуредна евиденција помеѓу судовите и полицијата. Имено за време на надзорот е утврдено дека иако во евиденцијата на МВР биле заведени како повеќекратно осудувани повторни прекршители, тие пресуди биле стари и правно избришени. Што се однесува до извештајот да работата на апелациониот суд, имало представки за 20 суди околу објавувањето на пресудата во Службен весник, а за вториот случај е околу застареност на предметот. Следува дискусија за извештаите и препораките како да се поправат забелешките, пренесено на Македонија. Денешната седница на Уставниот суд на Република Македонија беа отфрлени оспорувачките иницијативи за Safe City, а Уставниот суд се прогласи за ненадлежен во овој случај. Во образложението на Уставниот суд стои дека во промената на прекршочниот закон нема одредба дека тој важи различно за секој населено место на територијата на Република Македонија, каде службениот јазик е македонскиот јазик и неговото писмо. Именно уставноста на Safe City беше доведено до прашање бидејќи казните се само на македонски, а не и на албански, пренесува Нетрес. Во соседна Република Бугарија на 19 април 2026 година треба да се одржат нови парламентарни избори, 7 поред од 2027 година. Според неодамнешната анкета мислам дека се всушност 8 избори поред. Според неодамнешната од 2021 година. Според неодамнешната анкета за јавно мислење која е направена од Gallup International, на прашањето за кого би гласале на предстојните избори, 29,8% од испитаниците одговориле дека би се гласале за коалицијата предводена од Румен Радев, за партијата предводена од Бојко Борисов 19,6%, партијата ППДП 11%, ДПС 10,9%, Воскресение 6%, пренесува БГДС. Ако резултатите за идномесечните избори се точни, тогаш партијата нема да го добие, не е во можност да го добие потребното мнозинство од 51% за да владее самостојно, што укажува на можно коалицирање на 2 или 3 партии или повторни избори за краток временски период со нова техничка влада. Додека вредните парламентарни во Република Бугарија се подготвуваат за 19 април 2026 година, во Република Србија на 29 март 2026 година треба да се одржат локални избори во 10 локални самоуправи. Според интервјуто дадено за N1 TV, професорот на Факултетот за политички науки Дејан Павловиќ изјави дека дури сега власта се обидува да ги украде изборите. Но сепак историјата покажува може да се изгуби и на местни избори.
Понатаму во истото интервју професор Павловиќ и изјави дека овие избори се голем тест за режимот на Вучич, без разлика колку кандидати на студентите ќе добијат на овие ќе се во единиците на локалната самоуправа, пренесува N1. Додека на студентите бидејќи потоа се по овие локални избори во Србија доаѓаат и се парламентарните избори во Србија. Додека во Република Бугарија и Србија се подготвуваат избори, во Република Грција се размислува за забрана на пристап на малолетни лица до 15 годишна возраст на социјалните мрежи, пренесува Екатерини. Веста што ја пренесе Екатерини, премиерот Киријакос Мицотакис, изјави дека деновиве неговата влада ќе се произнесе како оваа забрана ќе се спроведе, која треба да ја во склад со европската регулативна мерка, посебно со Законот за дигитален сервис или Digital Service Act. Главна причина за воведување на оваа забрана да пристап е дека социјалните медии може да створат навика на зависност не само кај децата, туку и кај возрастните. Најавената забрана за пристап на социјалните медии е поддржана од 80% од грчкото население, со Екатерини. На председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен, нејзините колеги во Европскиот парламент ги патија критика поради нејзиниот заеднички говор со Каја Калас, каде се заложи за нивниот став дека ЕУ треба да го напушти стариот меѓународен систем кој се основно на правила. Пренесува Euronews, додека Брисел се уште не најде решение за унгарското вето. На оваа изјава реагираше Антонио Кошта, кој изјави дека во мултиполарен свет треба мултиполарни решенија, пренесува Euronews. 15 март се наближува, а на тој ден треба да се одлучи дали Унгарија и Словачка ќе се предомислат или не, ќе се обноват санкциите против Русија. Ако не се според правилата на ЕУ, санкциите треба да се возобнуваат секои 6 месеци, пренесува Euronews. Понатаму во извештајот кога пренесува Euronews, причината за Сдруженото вето на Унгарија и Словачка е стопирањето на работата на нафтова дружба, кој ги снабдува Унгарија и Словачка со сирова нафта од Украина. Според Euronews, нафтовата дружба престана да работи на 27 јануари оваа година. Во тој настан двете страни почнаа меѓусобно да се обвинуваат кој е виновен. Додека гледат разни обвинувања, ЕУ реагира и му испорача пари до претседателот на Украина Володомир Зеленски со цел да се поправи нафтоводот и да се подигне ветата, пренесува Euronews, но сепак ќе видиме што ќе стане на 15 март. Ако ви се допадне содржината на ова видео, кликнете на лайк. Ако сакате да го споделите, кликнете на шер. Поверете ако сакате да оставите коментар за ова видео и на крај ако сакате да бидете известени за нови видеа на нашиот YouTube канал Macedonia Information Center, кликнете на subscribe. Дојдовме до крај на ова ново издание на нашите вести од Македонскиот информативен центар. До следното гледање, довидување.